Стартуваме со најновите информации од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што се беше актуелно денеска, ќе погледнете веднаш по најавите. Јас сум Катерина Нацева. Останете со нас. Интензивно се работи на салата Гемиџи. До сега заменети 2/3 од кровната конструкција. Нови 6 месеци за легализирање на бесправно изградените објекти. Комбинирана техника со нагласена употреба на колаж, графика и дигитален принт представена пред велешката публика. Во тек се подготвителните работи за отпочнување на изградбата на кружниот тек на раскрсницата позната меѓу Велишани кај Панини. За СДСМ, отпочнувањето на градежните работи за изградба на кружниот тек 47 дена пред локалните избори е неетички. Продолжуваат подготвителните работи за отпочнување на изградбата на кружен тек на раскрсницата, позната меѓу Велишани како кај Панини. Дел од црвените линии на тротоарот кои означуваат делови од кружниот веќе не се видливи. Бетон плочките со кои е поплочен тој дел од тротоарот веќе се вадат. Отпочнувањето на градежните работи за изградба на кружен тек 47 дена пред локалните избори за СДСМ било неетички. Кружниот тек и гимназија веќе беше ветувано во самата изборна програма на Чадиев. Чадиев имаше можност 4 години да го реализира сето тоа, а ова што сега го прави моментално е собирање на ефтини политички поени. Ова сообраќајно решение не е мое изборно ветување, одговара Чадиев. СДСМ купува ефтини политички поени. Јас, вели Чадиев, работам по веќе донесена програма за градежно земјиште. Времето за документацијата си го прави сето свое. Значи, ние сме го предвиделе, конкретно кружните текови, ги имаме предвидено и средствата и сме дали налози пред 9 месеци да се и повеќе да се изработат проектите. И нормално, проектите ги работат проектанти, зависно од која тендерска постапка е, оди се до тоа на ревизија, оди на основен, идеен, основен и така натаму, се до тоа треба време. А ако беа изборите во април, овие проекти немаше да бидат почнати, бидејќи техничката документација за нив не беше стигната. Според проектната документација, на овој простор ќе се градат уште 3 кружни текови. Еден кај крстосницата Панини, вториот во близина на Евена и третиот на крстосницата каде сега се поставени семафорите. Ова значи дека модерно сообраќајно решение добиваат улиците Благо Ѓорев, Наум Нумовски Борчи и Прва комуна. Општинската организација на СДСМ денеска повторно излезе со обвинување кон општина Велес. Овој пат на тапет ставени остварените финансиски резултати. Од СДСМ обвинуваат дека општината се соочува со неподмирени сметки и лоша финансиска состојба. Општинската организација на СДСМ упати низа обвинувања до општина Велес и градоначалникот Славчо Чадиев за, како што велат, лоши финансиски резултати, низок степен на капитални инвестиции и реализација на приходите на буџетска сметка од 24%. Весна Стојанова Богоевска обвини дека во првите 6 месеци од оваа година има лоша состојба. Капиталните инвестиции на општината се со многу низок процент на реализација, а урбанистичкото планирање има само 1% реализација. Реализација на инвестициите за изградба и реконструкција на локални патишта и улици се 11% за првите 6 месеци, а проектите за енергетска ефикасност се со 0% реализација. Со 0% реализација е и сообраќајната сигнализација и изградбата на паркинзите. Градоначалникот Чадиев овие информации на СДСМ ги оквалификува како паушални и неточни и истакна дека буџетот на општината од пред 2 дена е со 33% реализација. Тоа е нормална ситуација со оглед на тоа дека бевме 6 месеци во исчекување на формирање на нова влада, месец дена градоначалниците нема право на подписи, значи едноставно нашите ингеренции беа околу сегментот на капиталните приходи ставени на стендбај, да не можеме ниту да продаваме земјиште, ниту да објавуваме почеток на некои други инвестиции кои што зависеа конкретно од формирањето на владата.
Чодиев напомена дека за време на неговиот мандат се реализирани околу 400 проекти кои се во насока на подобрување на начинот на живот на граѓаните. Проектите ќе се работат до последниот ден на мојот мандат, истакна Чадиев. На вчерашната пресконференција на ВМРО-ДПМН, на која тема беше климатската рехабилитација за велешките деца, писмено реагира од општинската организација на СДСМ Велес, во која меѓу другото стои: ако владата на ВМРО-ДПМН беше заинтересирана за климатска рехабилитација на велешките деца, можеше навремено да ги распише тендерите и велешките деца ќе заминеа на климатска рехабилитација без никаков проблем. Ненавременото искористување на буџетските средства од страна на ВМРО-ДПМН и нивната криминална влада ги остави велешките деца без климатска рехабилитација, а парите предвидени во буџетот на Република Македонија ги оставија да стојат неискористени, бидејќи се формираше нова влада и немаше можност да се распише тендер. Стои во писмената реакција на СДСМ испратена до нашиот медиум. Изјавите кои овие денови СДСМ ги пушта во јавноста само дополнително ги потврдуваат сомнежите дека постои сериозно кршење на законските процедури при назначувањето на директорите во институциите. Ова денеска го истакна Живека Транџиев од партиската говорница на ВМРО-ДПМН. Поставувањето на Љубенка Попова за в.д. директор на шумското стопанство Бабуна е сериозно кршење на законските процедури, обвинија од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Живека Транџиев од партиската говорница на ВМРО-ДПМН истакна дека Попова се пофалила дека била назначена за директор на 5 август, на истиот датум кога и самиот генерален директор бил назначен. Според податоците во јавност, примопредавањето на функциите на генералниот директор на ЈП Македонски шуми е извршено на 7 август, 2 дена после назначувањето на Љубенка Попова за директор на подружницата. Дополнително, новиот генерален директор на ЈП Македонски шуми подписот во Централниот регистар го депонирал на 10 август 2017 година. 5 дена после назначувањето на Попова за директор на подружницата. Катранџиев запраша како е можно Попова да биде назначена за директор, кога новиот генерален директор кој ја назначил правото на подпис го стекнал дури по 5 дена и додаде дека назначувањето, односно унапредувањето на Попова за директор на шумското стопанство Бабуна е спротивно на одредбите во Законот за вработени во јавниот сектор. Согласно Законот за вработени во јавниот сектор, унапредување со распоредување не е дозволено. Распоредувањето се врши единствено во хоризонтала, односно во рамки на истата група на вработени. Имено, според член 43, став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор, вработениот може трајно да биде распореден на друго работно место на исто ниво, односно на работно место за кое ги исполнува општите и посебните услови пропишани во актот за систематизација. Според ВМРО-ДПМН, незаконски поставени функционери не можат да бидат законски и сметаат дека истите во најкраток можен рок треба да си поднесат оставки. Минатата недела Попова на пресконференција изјави дека нејзиното именување за директор не е во спротивност на законите, бидејќи таа не е назначена ниту од собрание, ниту од влада, ниту од управен одбор. Интензивно се работи на реконструкцијата на кровот на спортската сала Гемиџи. Реализацијата на овој проект значи подобрување на условите, а со тоа и поголем број на спортски настани. Надлежните очекуваат комплетната промена на кровната конструкција да заврши во предвидениот рок. 2/3 од кровната конструкција на спортската сала Гемиџи веќе се заменети. Изведувачот на работите деновиве работи интензивно. Надлежните очекуваат комплетната санација да заврши во предвидениот рок. Станува уште последна фаза замена на оние лантерни, куполи кои што се во последната фаза. Според предвидениот рок, наистина изведувачот
и порано ќе заврши од рокот од 5 месеци, иако беше најавено некаде во месец септември, почетокот на месец септември, средината на месец септември да биде завршена комплетно оваа замена на кровната конструкција, меѓутоа заради високите температурни услови кои што владеја во нашата земја, ќе се одолговлечи, можеби помалку овој процес и меѓутоа навистина за месец дена очекуваме да се заврши комплетно и Промената на кровната конструкција овозможува во наредниот период бројот на спортските настани кои ќе се случуваат во овој објект да биде многу поголем. Покрај локалните и домашните спортски настани, сега се отвора можност тука да се одигруваат и многу меѓународни надпревари. прокиснувањето на кровната конструкција беше еден од главните проблеми и недостатоци на овој спортски објект за одигрување на некои поважни меѓународни, да речеме, надпревари или манифестации кои што би се случувале во спортскиот објект, односно спортската сала Гимиджи. Точно е тоа дека со решавањето на овој проблем ќе се зголемат можностите и потенцијалите и нашите можности да аплицираме, да конкурираме и на останатите спортски објекти во нашата држава и се надеваме дека ќе успееме во наредниот временски период да успееме да реализираме некоја поважна и поголема спортска манифестација. Реализацијата на овој зафат е заеднички проект на Општина Велес и Агенцијата за млади и спорт. Вкупната инвестиција изнесува околу 8 милиони денари. Со тоа ќе бидат реконструирани околу 4000 метри квадратни. Спортската сала Гемиджи заедно со градскиот стадион, помошното фудбалско игралиште и тениските терени се места каде во најголема мера се развива спортот во Велес. Вчера вечер во ликовниот салон во Велес беше отворена изложбата Круг и квадрат на академските ликовни авторки Петра Јовановска и Валентина Илиевска. Беа поставени преку 30 дела, работени во комбинирана техника со нагласена употреба на колаж од графиката и дигиталниот принт. И двете авторки имаат реализирано голем број на самостојни изложби и учествувано на групни изложби и колонии во земјата и странство. Круг и квадрат е темата на изложбата на академските ликовни авторки Петра Јовановска и Валентина Илиевска. Преку 30 дела изработени во комбинирана техника со нагласена употреба на колаж од графиката и дигиталниот принт, двете авторки ги представуваат своите концепти и истражувања во рамките на современиот визуелен израз базиран на дигиталната технологија и геометризираната структура. Представува можеби еден вид на слобода и така да подолг период го истражувам тој круг, каде што го вметнувам во моите композиции. Негде кругот преовладува, значи е составен дел од мојата композиција, негде само го нагласувам и е во некоја споредна улога. Покушавам, пробувам да се отргнам од тој кругот, но до ден денеска во тоа уште не успеав, значи уште некој краток период сигурно ќе се бавам со тој кругот. Симплифицирани решенија до сложено структурирани композиции е сликата за двете авторки. Токму и овие сличности биле поттик да се направи заедничка изложба, објаснува Валентина Илиевска. Имам една заедничка изложба, бидејќи некако по сензибилитет сме некако многу слични, таа е со својот символ за кругот, јас сум со символот на квадратот, односно и она дводимензионална слика, а додека коцкава ми се оправдува со преку метафизичкиот свет и филозофскиот свет за едно објективно постоење за човештвото. Представена сум со десетина колажи, тоа не се нашиве графики, каде што тисоците ги комбинираме со неколку цртежи и после ги надополнуваме, значи со цртачкиве моменти ги колажираме за да е една компактибилност добие таа композиција во нашиве дела. Изложбата беше поставена во ликовниот салон, а се реализираше во соработка со Музеот на град Велес и Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово, кој што е организатор и координатор на проектот.
Пратеници од ВМРО ДПМН и од Коалицијата за подобра Македонија поднесоа предлог на закон за остварување на правото на пензија за работниците во рударството. Пратеничката Слаѓана Митовска денеска во собранието изјави дека предлог законското решение е поднесено во текот на вчерашниот ден и оти се работи за закон во редовна постапка со кој се бара да се намали старосната граница за пензионирање на лицата кои работат на овие работни места, односно на рударите кои работат на работни места и своите работни задачи ги извршуваат под земја. Таа изрази уверување дека предлог законското решение ќе добие поддршка и од пратениците на СДСМ. Вести од Македонија во приложение. Министерството за надворешни работи информира дека вчера во Атина се одржал 6-тиот состанок за мерките за градење доверба меѓу Република Македонија и Република Грција во склад со договорот постигнат меѓу министрите за надворешни работи на двете земји во Скопје на 24 јуни 2015. Состанокот представува продолжение на пријателскиот и конструктивен диалог на заемно договорените теми, како што се проекти за меѓусебно поврзување во областите на транспортот и енергијата, потоа полициска соработка, европски програми, култура, образование, цивилна заштита, јавна администрација, здравствена заштита, соработка меѓу дипломатските академии и иницијативи за деловна соработка. Експерти од релевантните национални институции придонесоа кон плодотворна и продуктивна дискусија. Одлучено е следниот состанок да се одржи во Скопје. За напредокот во процесот на спроведување на мерките за градење на доверба, натаму ќе се разговара на состанокот на министрите за надворешни работи на двете земји во Скопје на 31 август оваа година. Владата на Република Македонија на вчерашната седница го усвои предлогот на Министерството за транспорт и врски за измени и дополнување на законот за постапување со бесправно изградени објекти. Со оваа мерка, сметано од 1 јануари до 31 декември 2018, сите граѓани кои претходно не успеале да поднесат барање за легализација, сега тоа свое право можат да го остварат во овој дополнителен рок. Предвидени се и нови 6 месеци сметани од 1 јануари до 30 јуни 2018 за сите граѓани кои за претходните барања не ја обезбедиле неопходната документација да поднесат нови барања за легализација. На 42 милиарди долари се проценети вкупните трошоци и штети кои ги предизвика ураганот Харви, поради што може и да се вброи меѓу 5 најскапи бури во историјата на САД. Во текот на изминатата ноќ, проценката на штетите порасна од 30 милиарди долари на 42 милиарди долари, бидејќи поплавите почнаа да се шират и во Луизијана, наведе Чак Водсон од компанијата Енкиридж. Иако властите понатаму се фокусираат на спасувањето на преживеаните лица, последиците од бурата постепено излегуваат на виделина. Со неповратни економски загуби од 42 милиарди долари, ураганот Харвей зад себе ќе остави штета како ураганот Ајк, што во 2008 година го погоди Тексас и делови на Карипските острови, нанесувајќи штета од 43 милиарди долари. Продолжуваме со вести од светот. Бел чад кој излегувал од оставена торба на железничката станица Јустон во Лондон било причина за итна евакуација на присутните патници. Интервенирале специјални полициски сили кои со дресирани кучиња за откривање на експлозив по 2 часа детална проверка утврдиле дека станува збор за лажна тревога. Представник на лондонската транспортна полиција изјави дека е отворена детална истрага за инцидентот, но се верува дека причина за чадот е малата експлозија што се случила во патната торба. Полицијата верува дека експлозијата ја предизвикала електронската цигара која била во торбата. Лондонските медиуми пренесуваат изјава на очевидци кои говорат за огромна паника меѓу луѓето кои во критичниот момент се нашле на железничката станица. Надлежните ваквото однесување го објаснуваат со стравот од неколкуте терористички напади во Лондон и Британија изминатите месеци, почнувајќи од намерното газење на патници со автомобил на лондонскиот мост Вестминстер, па до бомбашкиот напад во Манчестер и нападот со нож врз недолжните посетители на Бороу Маркет во Лондон.
Албанската полиција заплени 12 автомобили и 5 мотоцикли во Тирана. Запленетите возила се произведени последните години и се од фирмите Mercedes, Audi, BMW, Range Rover Sport, додека мотоциклите се Toyota Avensis, Yamaha и Suzuki. За сите нив постои основано сомнение дека се украдени во некоја западноевропска земја, пред се во Германија и во Италија, и се прошверцувани во Албанија. Во акцијата уапсени се 17 албански државјани. Денес имаме променливо облачно и посвежо време. Метеоролозите најавуваат кон крајот на денот облачноста да се намали и да има повеќе сончеви периоди, но и јужните делови да бидат со поројни дождови. Утринската температура се движеше во интервал од 9 до 17, а дневната од 23 до 30 степени. Од четврток до петок на викендот ќе преовладува сончево време, а температурите ќе бидат во пораст, но преку денота нема да биде особено топло. Најсвежи утра ќе бидат во четврток и во петок. Метеоинформациите беа последните во информативното издание на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.